Коце Богоевски и Јошко Станковиќ се наши гости. Имаат 80 години и се многу полни со живот. Во 1960 година се запишале во средно училиште. Ја прво полагав, сакав да се запишам во градежно техничко. И имаше полагање. И ја како добар ученик многу брзо ги решив задачите, сите задачи ги решив и дури на другите што беа околу мене другарчиња, што им решив по некоја задача. Ама не било работата кој што ќе реши, него кој какви врски, уште тогај. И сите други ги примија, мене не ме прими. По овој дебакал, се разбира во наводници, Коце сакал да проба и во машинско, ама на крај се запишал во гимназијата Јосип Броз Тито. За разлика од него, Јошко во Македонија доаѓа дури 1958 година. Каде бевте претходно? Во Египет, тамо сум роден. Јас и моето семејство. Така. Моите браќа и сестри. Што се правеше во Египет? Вашиот татко таму имаше бизнис? Имаше, да. Еден ресторан имаше, меѓутоа он се бавеше со друг бизнис. Вашиот татко е македонец? Македонец. А како завршил во Египет? Мајка македонка. Како завршиле во Египет? Така, маката, знаеш, 926 година заминал како економски мигрант. Вие во Египет учевте во француско училиште? Во француско училиште учев, точно. Потоа во англиско школа. И 58 година татко и решава, ајде се враќаме во Македонија. Враќаме во својата татковина, Македонија. И тогаш јас доаѓам без знаење на македонски јазик, минимално знаење, тетовски, таќе, ваќе, пантелуми. И така, 1960 година, од кога веќе го научил македонскиот јазик, и Станковиќ се запишал во Броз, па станале соученици со Коце. Колку ученици бевте во клас? Па бевме, првата година бевме преку 40. А на крај завршивме, мислам се појавивме на матура и верувам дека сите завршивме, не се сеќавам некој да не заврши. Бевме околу 20, 18 или 20 во клас. Тога имаше понављачи. Уште по прва година една група понавља, втора година друга група понавља, трета година пак понавља. Сега ова да им го кажувате на децата, ќе кажете, ајде, да. Измислуваш. Да. Да прецизираме. Генерацијата што се запишала 1960 година во гимназијата Јосип Броз Тито броела 5 класови по 40 ученици, што ќе каже 200, а на крај завршиле нешто над 100. Матурата била во далечната 1964 година. До тука нема ништо страшно и невообичаено, нели? Па има. Овие стотина луѓе се дружеа и се дружат до ден денеска, кога сите имаат по 80 или 81 година. Имаме ние многу од нашата генерација што отидоа во странство. Една од таа генерација беше една наша колешка која живееше омажена за грчки граѓанин и живееше во Грција. Али они се занимаваа со прием на туристи и на островот Евија. И една година ние организиравме цел автобус, отидовме кај незе на гости и да прославиме матурската и да останеме неколку дена. Една година прославивме, не 2 години во Охрид прославивме ние, поготово 50 годишницата кога беше, ние отидовме на местото кај што ја славевме оригиналната матурска. А тоа место е? Тоа беше Охрид, синдикалниот дом. Само после 50 години кога отидовме таму, синдикалниот дом не работеше, зградата стоеше, па го организиравме во едно приватно хотелче. На сите годишници кои ги славиме, оние званичните на 5 години, што се годишниците, на тие годишници има со музика и тога се игра цела вечер. Не славеле само јубилеи како што се 5, 10, 20, 30, 50 години од матура, туку си прават фешти кога ќе им се присака. Одевме кај некој од нашите, од генерацијата, кај што има куќа добра, двор кај што има и кај што ќе можеше повеќе души да се собереме. Од време на време се наоѓавме по кафанчиња, друштва ќе се собереме, ние 5 души, други 5 души и најмногу во Идадија се собиравме.
во почетокот. А иначе се среќаваме многу пати и по други поводи. Так, ќе се сретнеме, ајде да се видиме, ја ќе го викнам, овој ќе дојде, кај сте таму, чекај и ние ќе дојдеме и така по 10 души се собираме во некој ресторанче и некаде. Онака. Онак, да. Неорганизирано тоа е. Има ли ракиичка? Има и ракиичка, нормално, има и вино, па има и ручак. Немојте да мислите дека тука е крајот на оваа весела машко-женска тајфа. Тие си имаат месечен кафеански ритуал. Секој последен вторник во месецот и еднаш годишно на 25 мај, односно како паѓа, дали паѓа на 25 или ова, важно вторник да биде. Математички и прецизно кажано, генерацијски се гледаат најмалку 12 пати во годината. Мај 2026 им беше резервиран за ново дружење. Бевме собрани 40 на души, околу 40 и прославивме 62 години, се прослави 62 години од матура и 80 години возраст на колегите, на школските другари кои што наполнија 80 години. Имавме гости од Аустрија, од Германија, од Хрватска и од Србија. Тоа се се ваши Наши соученици. Нивната соученичка македонка која живее во Хрватска дошла со ќерка и бидејќи имала здравствени проблеми. Проблеми, ама македонка мора да си ја види дружината. Инаку Јошко и Коце се кум и кумашин. Како е кумашина? Добри сме ние другари. Не сме се скарале никој пат. Не сме имале зошто да се караме. Каков е кумат? Па најблизок другар. Так. Со него сме стварно најблиски и комшии бевме во Карпуш 2 живеевме тогај и така да беше и се уште трае тоа пријателство. Нема недела да помине, а ние телефонски да не се слушнеме или пак да не се видиме. Ги видовте емоционалните јунаци на 21. век, бидејќи ова е љубов, почит, младост која докажува и покажува дека годините не се важни. На крај, збор 2 за двајцата што ни ја раскажаа оваа убавина. Јошко е дипломат од кариера. Службувал во Египет, Либија, Ирак, Катар. Се запознал со Гадафи и Тито. Почестен бев што му бев личен офицер за врска, така се вели тоа значи контакт лице за врска. Во Белиот двор беше дојден на гости и Тито? Да, јас бев тој контакт меѓу двете делегации, меѓу нашите домакините и делегацијата на Либија. Коце работел овде, во Америка и во Латинска Америка, а се запознал со Чавес. Прво прашање што беше, зошто вика вашиот народ во Југославија, збори, го сакаше толку многу Тито? Нашиот разговор не беше 50 минути, него цели 45 минути траеше после тоа. Сте биле во тој регион, со Гадафи сте се запознали, вие со Чавес сте се запознали, јас со Мицковски се неам запознаа. Па таква ви е работата, ние не сме криви за тоа. Ова беше приказната што сакавме да ви ја раскажеме. Приказна поразлична од сите можни секојдневности, што се поприлично досадни и веќе видени. Епа, генерацијо, секоја ви чест!